Блискиот соработник на премиерот во заминување Зоран Заев и нов лидер на СДСМ Димитар Ковачевски и официјално ја доби партиската доверба да биде нов мандатар. На синоќешниот централен одбор на партијата беше избрано и ново раководство на социјалдемократите. Меѓу староновите кадри се најдоа имиња на екс-функционери уште од ерата на Бранко Црвенковски. Нови подпредседатели на партијата се Перо Костадинов, Стефан Богоев, Бисера Костадинова Стојчевска и Фатмир Битики, кој досега беше на оваа позиција, продолжува во уште еден мандат. Нов генерален секретар е Миле Зечевиќ, организацијски секретар Вангел Андрески, а секретар за меѓународна политика Бојан Маричик. Заменик председателката на СДСМ Сања Лукаревска го продолжува мандатот кој го има со изборот на Конгресот. Во извршниот одбор на партијата се најдоа имињата на 3 докторки. Ана Данева Маркова од клиниката за гинекологија, директорката на Кумановската болница Снежана Захариева и Милена Стевановиќ, актуелен директор на инфективната клиника. Дел од извршниот одбор е и екс-градоначалникот Петре Шилегов, а во одборот влегува и Костадин Костадинов, градоначалник на Струмица и еден од најблиските соработници на Заев. Како поранешен партиски кадар се враќа и доктор Андреј Петров, кој своевремено беше градоначалник на Карпош. Од партијата најавија дека е формиран и совет за креирање на имплементација на политики, на чие чело ќе застане уште еден добро познат поранешен функционер на СДСМ, Игор Ивановски, поранешен пратеник, подпредседател и генерален секретар на партијата. Новиот мандатар Ковачевски најави дека новата влада ќе стави силен фокус на економијата, пред се на капиталните инвестиции и финансиска поддршка на граѓаните во време на економска и енергетска криза. Новата влада ќе стави силен фокус на економијата, на ефикасна реализација на програмата и капиталните инвестиции. Насочени сме кон остварување двојно повисоки стапки на економски раст и покачување на платите. Трудот на работниците мора да се цени и да се вреднува. Финансиската поддршка за сите граѓани и за компаниите ќе продолжи и ќе се зголемува, како што ќе се креираат мерките за интервенција поврзани со енергетската криза, за заштита на здравието и помош во услови на пандемија, така ќе се моделира и засилената финансиска поддршка. Од председателскиот кабинет пак потврдија дека председателот на државата Стево Пендаровски утре ќе му го додели мандатот на лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски за состав на новата влада.